Трагедија избегната во Тетовската клиничка болница. 120 пациенти заразени со ковид кои се лекуваат во моментот, за малку можеле да останат без кислород и веројатно како последица на тоа и да починат. За сега непознато лице околу 7 часот утрото ја оштетило споредната цевка за довод на кислород, но за среќа не успеало да ја искине и главната, преку која всушност пациентите добиваат кислородна поддршка. Лекарите не сакаат ниту да помислат што можеше да се случи. Замислите тоа да беше некое оштетување на големиот, на главниот овој цев. Тоа ќе беше на вистина катастрофа, што не би сакали тоа да предвидим што би направиле ние во тие моменти. Тоа би требало транспорт на сите пациенти од одделенија. Имаме нетранспортибилни пациенти. Замислите, требало да нечем 70% пациентите некаде да се транспортират хитно за некоја друга болница. Тоа не, за наша среќа, не се случи. Споредната цевка е наменета само за ургентниот центар, но таму за среќа во моментот немало пациенти. Тој дел, го снабдува делот од ургентниот центар, каде што и таму имаме пациенти што се со инфаркт и така натаму, по потреба што ни треба, така да тоа би било таму осетливо. Да имавме пациенти таму, да, одма ќе имаше намалување на снабдување со кислород и ќе имаше проблеми за тие пациенти. Кој е сторителот и дали намерата била да се оштети главниот довод на кислород, полицијата истражува. Во болницата велат дека имаат обезбедување, но се случило за миг. На почетокот на четвртиот бран, поради напливот на пациенти и зголемениот обем на работа, побарале помош од Арама и МВР, но не добиле. После овој случај, кој можеше да заврши трагично за стотина семејства, се надеваат на позитивен одговор.